Не така одавна, кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, навивачи, успесите мора да продолжат. Затоа се навраќаме на старите снимки, за да се подсетиме на победите, титулите, трофеите, прославите. Во саботата, ракометарите на Винарска визба Тиквеш одигра првенствен надпревар против Вардар Про и загубија со резултат 24:38 на полувремето 9:18. Ова беше предпоследно коло во кое гостите беа апсолутни фаворити, бидејќи квалитетот е на нивна страна, односно тие се веќе освојувачи на шампионската титула. Нашите само на почетокот поведоа со 1:0, а потоа се одеше во прилог на Вардар Про. На полувремето, рековме, беше 9:18. Екипата на шампионот, составена од актуелни репрезентативци на Македонија, засилена со репрезентативци од Црна Гора и во вториот дел доминира и игра со полна парија без калкулации. Нашиот состав, ослабен, без неколку искусни и стандардни правотимци, достојно се бореше во рамките на своите можности, а конечниот резултат е вистински одраз на силите. Славјан Паунов на голот вообичајно го даде својот максимум. Тренерот Маријан Матушич во самиот финиш во игра внесе неколку млади ракометари. Во завршницата бележиме одбрана на нашиот резервен голман Велков, а на самиот крај и гол на младиот Ангелковски. На табелата Винарска визба Тиквеш е на 6-та позиција. Во идното последно коло нашите ракометари играат во Скопје против Тинекс Пролет. Да се загуби од силната екипа на Вардар Про, засилена со интернационалци, предводена од големиот Веселин Вујовиќ, и не е срамота. Кога го споменавме Веселин Вујовиќ, доколку сакаме да го одбележиме неговиот лик и дело, ќе ни треба многу време. Затоа ќе одвоиме два сегменти. Во далечната 1988 година Веселин Вујовиќ беше прогласен за најдобар ракометар на светот. На светот, и само 2 години пред тоа, 1986 година, беше прогласен за најдобар спортист на Југославија. По тој повод се сеќавам на неговата изјава кога рече дека полесно ќе ми беше да бев биран за најдобар спортист на Европа, отколку за најдобар спортист на Југославија, алудирајќи на големата конкуренција што ја имаше тогаш во поранешните југословенски асови. Црногорецот Веселин Вујовиќ, црногорецот, ја би рекол дека тој е прав југословен, затоа што има работено, играно и како тренер во скоро сите поранешни републики на Југославија, онаа поранешна Југославија, која тогаш се уште представуваше една мала верзија на Европска Унија. Но, да не одиме во тој правец, да слушнеме што големиот Веселин Вујовиќ изјави во таа 2009 година. Живата легенда на југословенскиот ракомет Веселин Вујовиќ, моментално шеф на стручниот штаб на екипата на Вардар Про. Честитки за денешната победа, но исто така пред се честитки за шампионската титула. Оваа година некако ги поделите трофеите. Купот за Металург, шампионската титула за Вардар Про. Па тако е некако били прошле години. Они су били шампиони, ми освојачи купа. Јас сам пре ovih utakmica rekao da bih ja voleo da zamenim uloge, da ove godine osvojimo titulu, ipak je titula važnija. U svakom slučaju to su dueli između dve izuzetno kvalitetne ekipe i u evropskim takmičenjima smo to pokazali. Šteta je što ostale ekipe u makedonskom rukometu nemaju viši kvalitet, jer bi to dalo jednu kvalitetnu reprezentaciju, kvalitetnu ligu i mnogo više interesovanja publike, sponzora i svega onog što sport nosi. Во Лигата на шампионите, дали ќе има некое освежување во редовите на Вардар Про? Знаеме, таму е многу стилна конкуренцијата. Pa teško da će ne samo Vardar, nego bilo koja ekipa sa prostora bivše Jugoslavije da napravi nešto bitno, ali možemo makar da budemo dobri takmičari, da predstavljamo Makedoniju i makedonski rukomet na pravi način i sigurno da će predsjednik Mihajlovski, zavisno od ekonomske situacije kakva je u svetu i u zemlji, tražiti neka pojačanja koja bi nam u svakom slučaju garantovala da se Vardar predstavi u dobrom svetlu na evropskoj sceni. И сега една споредба, една компарација за онаа твоја генерација кога настапувавте со Вуковиќ, Мркоња, Исаковиќ, Елезовиќ, Сарачевиć и денешниот ракомет. Mene često pitaju da uporedim takve stvari. Ja mogu samo da kažem da je prije 40 godina Mercedes bio najbolji auto na svetu.
Mercedes je i danas najbolji auto na svetu, ali ta dva modela se ne mogu porediti. Tako da ja ne mogu biti realan da poredim. Ja sam zadovoljan sa onim što je postigla naša generacija. Još uvek se te igre, te utakmice, ti rezultati pamte. Imali smo drugu zemlju, imali smo veću konkurenciju, bolju ekonomiju, tako da se kod nas moglo planirati na duže staze da se napravi ekipa. Danas nam igrači odlaze sa 18-17 godina u inostranstvo, ne možete da imate kvalitetnu školu, malo je para i samim tim ogromne razlike između onog i ovog današnjeg rukometa. Во еден разговор со Вуковиć и со Цветковиć рекоа дека таа генерација е неповторлива. Pa moguće, na našim prostorima sigurno da teško da ćemo, možda nekad možda mi to nećemo ni dočekati, niti biti živi da se bivša Jugoslavija ponovo ujedini i da se ponovo stvori neka takva jaka reprezentacija, ali to je stvarno bila ekstra jaka reprezentacija. Благодарам и многу успех. Hvala vam puno, pozdravljam sve gledalce vaše televizije i mogu da kažem da mi je uvek drago i da sam uvek ponosan što dođem u Kavadarce jer sam ovde uvek jako dobro primljen. Благодарам и се гледаме повторно. Hvala.